А во продолжение во Македонија наутро информации за престојната вежба, брз одговор 23, ќе имаме, верувам, следниве 20 на минути доста интересен разговор, поаѓајќи од тоа и дека имаме навистина интересни гости во студиото. Добро утро, прво ќе кажам за домаќинот, господинот Јонче Лазаревски, офицер одговорен за изведување на вежбата. Добро утро и добре ни дојдовте. И нашите гости, мајор Трој Френч и Етелдорф Мајкл. Добре ни дојдовте. Добро утро. И се разбира од една дама имаме тука која што ќе ни помогне за преводот денеска. Одиме поред, прво со господинот Лазаревски, малку околу терминот и местото на реализација на вежбата во држава и што всушност таа представува за нашата армија. Уште еднаш добро утро и како прво би сакал да ги поздравам сите гледачи на вашата утринска програма. Вежбата Брз одговор, поточно Immediate Response 23 ќе биде реализирана на повеќе локации во Европа, тоест на Балканскиот полуостров и ќе биде реализирана во 8 земји, почнувајќи од Република Северна Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија и Бугарија. Значи, делот што ќе биде реализиран во Република Северна Македонија ќе биде реализиран на армијскиот полигон Криволак, каде што ќе бидат учесници 5 земји, од кои 4 се веќе НАТО сојузници и една земја која е партнер на НАТО. И тоа се Република Северна Македонија како членки на НАТО, Соединетите Американски држави, Албанија и Црна Гора, додека како партнер на НАТО е Република Косово. Претежно овој персонал ќе биде сместен целокупниот персонал на армијскиот полигон Криволак и тоа почнувајќи од ние како домаќини ќе бидеме некаде околу персонал од 500 лица. Соединетите Американски држави како носители и главни планери на вежбата ќе учествуваат со главнината на Националната гарда на Минесота и тие ќе бидат некаде околу 1000 лица присутни на вежбата, почнувајќи од планери до последниот војник. Црногорците ќе учествуваат со една артилериска единица од околу 40 лица, додека Косово и Албанија ќе бидат учесници со по една пешадиска чета и тоа Албанија од 130 лица, додека Косово од 160 лица. Би сакал да истакнам тука и главната цел на вежбата која ќе биде реализирана во Република Северна Македонија, дека тоа е подобрување на интероперативноста и интероперабилноста помеѓу сите членки, односно сојузници на НАТО, да покажеме обединеноста на сите членки на НАТО во одбрана на било која членка на НАТО, да ги одвратиме сите закани спрема европскиот континент, односно према било која членка на НАТО, да покажеме дека не е сама и најбитната цел е да ги продлабочиме соработките со овие 4 земји кои ни се гости на вежбата, а посебно да ја продолжиме нашата интерактивност со копнената команда на силите на Соединетите Американски држави за Европа и Африка. Кога веќе зборуваме за целта, накратко и за самите придобивки, всушност, од ваквите вежби, од оваа вежба? Придобивката ќе имаме ние со тоа што ќе покажеме дека армијскиот полигон Криволак е доволен и е еден капацитет кој возможува реализација на вакви робусни големи вежби со реализација на комбинирани операции на самиот полигон и со испитување на некои нови средства што би биле донесени на Криволак, значи ги нуди сите можности кои една армија би биле потребни за реализација на квалитетна обука, реализација на квалитетни боеви, гаѓања, артилериски, пешадиски секако и придобивка исто така, значи меѓусебната соработка помеѓу овие армии, подобрување на нивната комуникација и при реализација на повеќе операции на повеќе места во Европа, значи конекцијата да се подобри и да таа операција биде синхронизирана, односно да операцијата на целото европско тло биде синхронизирано под една единствена команда. Така. Малку ќе посветиме внимание на нашите гости, па подоцна ќе се вратиме и за другите детали. За мајор Френч првото прашање би било малку поопширно за комплексот вежби, чиј организатор е армијата на САД за Европа и Африка. First of all, we would like to ask Major French with respect to this complex, let's say, exercises conducted by U.S. Army, Europe and Africa. Thank you for having us. Yes, this is a very complex exercise spread over multiple countries.
as Lieutenant Colonel Lazarowski has mentioned, and it's taken over 18 months to plan, and we're finally excited to get to the actual execution portion, where we will train at Krivlak Training Area and incorporate all that we've worked for, including helicopters, artillery, airplanes, and then the light infantry battle group who we'll be partnering with. We're excited to finally get it started instead of just planning. Да, како што кажавте, ова е навистина една сложена вежба која што се спроведува во многу земји. Потребно беа 18 месеци за планирање и навистина сме задоволни што конечно стигнавме до фазата на реализација и изведување на вежбата во Криволак. Ова е сложена вежба која што вклучува различни капацитети како хеликоптерски единици, артилерија, пешадиски единици. Навистина ни представува задоволство што ќе имаме можност да работиме и со лесните пешадиски единици. Во секој случај представува еден голем предизвик кој што се надеваме дека успешно ќе се реализира. Так, второто прашање би било нешто поконкретно за составот од армијата на САД кој учествува во самата вежба. So my second question would be with respect to the composition of the armed forces of the U.S. Who is actually participating from the U.S. in this exercise? Yes, in this exercises there are numerous units from across U.S. Army, Europe, Africa, and from the continental United States. Many National Guard units as well from Minnesota Army National Guard, Vermont, and New Jersey are working together, as well as our multinational partners, and it's good to partner together and train together so we can learn from each other, so we can all get better together, and that is the purpose of this exercise, to build interoperability, and this is the perfect place to come together and do that in a good, harsh environment where the training is real. Да, како што кажавте, ова е една вежба во која што учествуваат бројни единици од Соединетите Американски држави, како од командата на копнените сили на Соединетите Американски држави за Европа и Африка, така и припадници од различни гарди на земјите во Соединетите Американски држави. Имаме представници од Минесота, од Вермонт, од Нью Џерси. Во исто време обучуваме заедно со нашите мултинационални партнери и ова представува една извонредна цел да се работуваме заедно, да ја подобриме и прикажеме нашата интероперабилност и како да увежбуваме во исто време во реални услови на еден ваков извонреден полигон. Следното прашање во овој блок околу би сакал досегашните искуства од заедничките вежбовни активности со други армии. So my next question is, what is your past experience with respect to exercises and training with other armed forces so far? I've not conducted a training exercise this big before. I've done multiple smaller ones with multinational forces. This is the largest one, and it just shows how important it is that we come over here and we do it and we build our relationships, not just military to military, but with the civilian populations throughout Europe as well, to get to see the culture and experience it together and learn it and show what each of us can do, both every country involved, because it is a partnership, and that's what we do. We're friends and we work together and we train together to better each other. Да, досега сме учествувале во доста вежби, меѓутоа би рекол дека ова е најсложената и најкомплексната вежба во која што досега сме учествувале. Во исто време би сакал да истакнам дека не станува збор само за соработка војска помеѓу војска, во исто време ова е една можност да се запознае и културата, да се запознаат и цивилите кои што живеат во таа земја, да се споделат искуства, да се сподели тоа партнерство кое што навистина го негуваме и тие пријателски односи кои што сакаме да ги воспоставиме. Следното прашање за подпоручник Етелдорф, чина ми колку што добив информации за прв пат во нашата земја, па малку повеќе околу импресиите и од самиот полигон Криволак, но и неговите очекувања тоа како ќе помине вежбата. Next question goes to First Lieutenant Edeldorf. I know that this is your first time here. My question is what are your impressions with respect to the Krivolak area at the same time? What are your impressions here with the country in general? The Krivolak training area is what I like to call an infantryman's paradise. It's a very adaptable training area. The ranges are suitable to all of our needs. So we'll be conducting live fires with the infantry and the artillery, and there's landing areas for helicopters. So that area is a wonderful training ground. As far as the country as a whole, it's beautiful. We've been remarking of the mountains and the scenery here, but then just meeting the people as well has been wonderful.
Кога станува збор за полигонот за обука Криволак, би рекол дека тоа е еден рај за пешадинците. Ова е еден полигон кој што има навистина соодветни услови, кога станува збор за боевото гаѓање, за користењето на артилериски орудија. Исто така има и многу полигони, а има и места на кои што можат и хеликоптерите да слетуваат. Кога станува збор за земјата, ова е една прекрасна земја со извонредна сценографија, да кажеме, има прекрасни планини, но во исто време и луѓето се навистина срдечни и љубезни, и тоа е нешто што исто така ни се допаѓа. Полковник Лазаревски, следното прашање за вас околу датумите и градовите ќе има и отворени денови и за граѓаните, предпоставам и за медиумите, така? Така. Значи, како што рече веќе и мајорот Френч, значи ние имаме планирано интеракција со цивилното население покрај, значи, војниците тука да го малце анимираме и местното население по градовите, така да на 21 еве јавно ја користам приликата да ги повикам граѓаните на градот Куманово на 21 на спортскиот аеродром Аџитепе да се појават од 11 до 14 часот, каде што ќе имаме изложено дел од опремата која користат американските сили, исто така армијата на Република Северна Македонија и останатите партнери. Значи, ќе имаме изложени летала, хеликоптери, ќе имаме изложени борбени возила, отворен ден за цивилите, нека слободно дојдат да покажеме што знаеме, да покажеме со што располагаме, а воедно да ја покажеме и нашата сплотеност помеѓу партнерите во Алијансата. Потоа на 20 истата случка ќе биде повторена на 28 и ги повикувам граѓаните и на градот Кавадарци да се појават во Кавадарци на плоштадот, каде што за жалост нема да ги имаме на располагање леталата, меѓутоа таму ќе изложиме малце побогата опрема од делот на пешади и артилерија и таму би биле присутни сите учесници на вежбата. За жал, нели на 21 ќе имаме дел од учесниците на вежбата кои уште не се пристигнати, меѓутоа на 28 ќе ги имаме сите и ќе ја покажеме мултинационалноста уште еднаш во нашата јавност. И уште едно као за интересен датум за медиумите, тоа е 29 мај, кога ќе биде реализиран и денот за високи гости на полигонот Криволак, каде што ќе извршиме презентација со изведување на една акција на мултинационалноста на вежбата и нашата обученост, каде нормално се повикани веќе сите медиуми да бидат присутни и тоа да го презентираат пред нашата јавност. Последното прашање за мајор Френч околу средствата и опремата од САД кои што ќе се користат за време на вежбата, малку пообширно да кажеме за тоа. So the last question goes to Major French with respect to the equipment that you're planning to use in the course of the exercise from the United States. So if you can say something about that. We'll be using all of our organic equipment that we have brought over from Europe, and one part of the exercise is to draw equipment from here in Europe and use every single piece of it. So there's a lot of equipment. We've moved it thousands of kilometers to get here, and we are conducting maintenance on it. We're prepping it, and we're working to go out into the field, as well as new technologies such as autonomous robots, which is the first time we're getting to try it, called Project Origin. It's an autonomous robot. It can follow you without controls. You can press a button and it will follow you, and we're very excited to use that for the first time, and we will be showcasing some of those things for other nations and in the community events as well. Навистина ќе користиме доста нова опрема која што ја имаме распоредено тука во Европа. Една од целите на оваа вежба всушност е да се покаже и да се демонстрира како може опремата лесно да се пренесува, односно како таа логистички и транспортно е донесено до Европа, за да стигне до тука илјадници километри поминала таа опрема. Во секој случај ќе се фокусираме и на одржувањето на таа опрема и како таа да се користи на терен. И ќе користиме нови технологии, од кои што би сакал да ја истакнам Origin проектот, кој што е еден автономен робот, безпосаден робот, кој што може да биде придвижуван со едно копче, значи не е потребно човек да го оперира, така што тоа е една нова технологија со која што ние ќе ја споделиме со нашите партнери тука. За крај, подпоручник Етелдорф, го прашувам за важноста за овие вежби, важноста за сите сојузнички армии заедно. And last, I would like to ask First Lieutenant
Adeldorf about the importance of this exercise, so the importance of all of the exercises in general and together. So, as we conduct these exercises, regularly scheduled exercises with NATO members, partners, and allies, the whole point is interoperability, sharing techniques and procedures, and understanding how we can operate together for the good of all. Значи, овие редовни вежби кои што ги споделуваме и извршуваме заедно со НАТО членките, нашите партнери и сојузници, главна цел е да покажеме и да покажеме нашата интероперативност, како ние заеднички работиме на техниките и ги споделуваме капацитетите кои што ги имаме на располагање на сите. Подполковник Лазаревски, како што почнав, завршувам со вас, доколку имаме да додадеме некои дополнителни информации, тука кажавме за отворените денови, кажавме кога почнува вежбата, но чисто да не забравивме нешто важно. Така, имам уште една важна работа да ја соопштам на јавноста. Значи, покрај сите војнички обврски што ги извршуваме, ние сме должни, а исто така и водиме грижа за животната средина. Така да во соработка со Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе имаме на повеќе места, односно локации на армискиот полигон Криволак поставени мерни станици, како и на секоја вежба до сега и сега ќе го мериме загадувањето на воздухот. Сигурни сме дека нема да има загадување затоа што на самата вежба ќе биде користена само конвенционална амуниција, маневарска и боева, и тоа пешадиска или артилериска. Така да 100% сум сигурен дека пак резултатите ќе бидат дека ние не правиме никакво загадување на животната средина во нашата држава. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Thank you. Hvala. Благодарам. И се гледаме повторно. Успешна вежба по сега. Благодарам уште еднаш. Благодарам уште еднаш.